За прв пат детска градинка ќе проработи во Пехчевски Црник. Од 1 мај во градинката ќе престојуваат 17 деца на возраст до 6 години и од 3 националности. Паденовиве интензивно се адаптираат празните простори од селската амбуланта. Внуците на 50 годишната баба Наджа ќе бидат дел од првата генерација деца кои ќе ја посетуваат првата градинка во селото. Тоа е многу убаво што децата треба да одат на детската градинка, да може поубаво да комуницира и да се воспита. Градинката ќе значи многу за овие деца, велат педагозите, бидејќи децата од ромски и турска националност имаат проблеми со изучувањето на македонскиот јазик. Во осмолетката во Црник, село со 800 жители, македонците се малцинство, има само 4 ученици. Кога дојдат на училиште го знаат турскиот и ромскиот јазик, а македонскиот им е непознат. Да, градинката ќе помогне во тоа? Градинката секако ќе помогне во тоа и во социализација, во изразување. Мислам добро и за родителите и за децата. Родителите ќе имаат повеќе време, децата ќе се забавуваат, ќе се играат. Има програма на Пехчево, најсиромашната општина во Малешевијата, се труди на најмалите да им даде современо детство. Годинава во централната градинка има 100 дечиња, а традиционално за секој празник се организира детска представа во која партиципираат сите селски градинки. На наредната дел од представата ќе бидат и децата од Црник. Сакам да се заблагодарам на Канал 5, бидејќи тоа е единствен канал кој се грижи за нас, за истокот. Доаѓа, не снима, кажува за нас и некој друг да види дека еве и тука постојат деца, и тука децата се играат, и тука децата имаат маскен бал, и тие се под маски. И нивниот живот е современ детски живот. Градинката во Црник е финансирана со 8.000 евра од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Останатите средства се од општина Пехчево.